авион. Чко Борче, како се учи да возиш авион? Здраво, Даријан. Најпрво добре дојде во Центарот за обука на пилоти. Се учи откако прво вака како некој како тебе прво ќе треба да порасне, да се погрижи додека расте да биде здрав, да спортува, да биде спремен и да учи, и откога ќе заврши со училиштето да дојде кај нас во Центарот за обука на пилоти и да ја помине обуката за да може да стане пилот. Се што е потребно ние ќе го научиме тука. Значи, почнувајќи од она што треба теоретски да го знае, па до практичното летање на авион. Дали сите можат да возат авион? Да, начелно, значи рековме треба да си здрав, треба да завршиш училиште и потоа треба да дојдеш кај нас за да ја поминеш обуката. Сите имаат шанси да ја поминат обуката. Оние кои што ќе бидат трудолюбиви, ќе учат, напорно ќе вежбаат и сето тоа ќе успеат да го пренесат во знаење внатре во пилотската кабина до која што сме сместени сега. Значи сите имаат шанси, машки, девојчиња, сите имаат еднакви шанси да станат пилоти. Како знаете каде да возите? Значи знаеме каде да возиме бидејќи се подготвуваме за летот пред да полетаме. Помина пред малку низ нашите простори и виде дека кај кадетите има на нивните бироа има карти. Тие се подготвуваат за секој лет на земја, знаат точно каде ќе летаат, кога ќе полетаат, колку високо ќе летаат и кога ќе се вратат назад. Со таа подготовка одлично знаат каде и во секој момент знаат каде се наоѓаат. Зошто овој авион има две седишта? Значи, овој е школски авион. Пилотско се рачуна едното, бидејќи е пилот за авион со еден пилот. Две седишта има затоа што негова најголема намена е обуката. Предвидено е едното седиште да биде за кадетот, за она дете кој што се обучува, а другото седиште е за инструкторот. Страшно ли да возиш толку високо? Чи не е страшно воопшто, туку е убаво. Летањето е најпрекрасната професија која што може човек да ја има. Не знам дали некој може да се пофали дека волку ужива во својата работа. Кога доаѓаш на работа и те плаќаат за да можеш да леташ. Нема попрекрасно нешто од летањето. Јас сум Даријан и денеска се научив за авионите.